Стартот на изградбата на малата хидроцентрала кај мала река во близина на Брана градче повторно нанозе ги крена кочанските активисти, кои неколку години се спротивставуваат на изградбата. Најавуваат масовни протести, тврдат дека со пробивање на пристапен пат до локацијата и поставување на цевководот ќе се деградира шумскиот појас и ќе се уништат минималните водни ресурси. Очигледно дека сите се оглушуваат, посебно институциите, на сите наши апели. Секаде не убедуваат дека е доцна, дека ги добиле сите дозволи, никој не праша кој ги дава тие дозволи, зошто ги дава тие дозволи, зошто им го дават да го користат патот кој граѓаните си го секојдневно го користат за своји цели, заради некои приватни градежни активности. Колкави се тие камиони кои се качени горе, кој отишол, кога почнале да копаат, ние ништо не знаеме. Активистите порача дека ќе го искористат и законот за слободен пристап до информации, за да направат увид во целосната документација. Посочуваат дека мислењата на експерти се дека оваа мини хидроцентрала нема да биде рентабилна. Градењето на објектот ќе предизвика еколошка катастрофа со исушување на речното корито, со што ќе се наруши и природниот биланс. Не постои цена која може да биде поскапа од здравието на граѓаните, од иднината на нашите деца и немојте да мислите дека доколку не плашите со високи обештетувања, дека ние треба да се уплашиме или да кажам да престанеме со борбата за подобра иднина на нашите деца и поколенија. Од општина Кочани информираат дека е направен увид во сите дозволи за мини хидроцентралата и не постојат никакви правни пречки за да се одложат или забранат градежните активности. Во согласност тоа, ќе биде издадена и дозвола за привремено користење на локалниот пат, а општината во рамки на законските прописи ќе бара надоме за оштетување и санирање на коловозот и другата патна инфраструктура. Градежните работи треба да завршат до крајот на годината.